Ново издание на Спортска мрежа. Разговаряме со тренерот и председател на фудбалскиот клуб Атлетико Никола Гелевски, надпрвар од 8-то коло или прво пролетно коло од втората македонска фудбалска лига, сосем очекувана победа. Резултатот и не беше толку многу важен, убедлив резултат. Знам, претпоставам дека сте задоволни од денешниот надпревар, но она што е важно и главно, формирањето на втора лига го подигнали квалитетот во женскиот фудбал во Македонија. Па вака, првен да му честитам на моите фудбалерки кои се залагаја доста на ваков малце тежок терен, да речам, со тешки услови за игра. Покажа тоа што го знате, што го тренираме цела зима и цели припреми. Според мене, мислам дека втората лига не го покрена квалитетот на женскиот фудбал. Мислам дека не треба да има, моментално уште не сме спремни за да има втора лига. Немаме доволно игри, доволно екипи кои можат да се надпреваруваат така, и според мене мислам дека втората лига веќе, како што гледате сега, играат веќе младинските екипи, што се вика, и затоа се толку и високи резултатите и не е баш многу интересна. Друга работа, мислам дека се греши со втората лига, имаме премногу малце кола, значи играме само 14 кола, што е тоа премногу малце за екипи. Така са ние чекаме од да дојде утакмицата со Вардар за да изиграме на правилна утакмица, што не е во ред според мене тоа. Единствен конкурент, како што кажеме, Вардар, кој што ви имате со денешниот триумф 8-8, единствен конкурент е Вардар, кој што е втор. Вардар има еден претрпен пораз од вас со 2-0. Како со оглед на фактот дека сите надпревар до крај вие ќе ги добиете, освен тој, како што кажеме, Вардар ви единствен конкурент, како вие гледате на тој надпревар? Па ќе биде доста интересен, ќе биде тежок, да речем, ги респектираме, стварно се добра екипа, но мислам дека имаме доволно квалитет за да покажеме дека стварно заслужуваме ова година да бидеме во прва лига, како и лани што заслужувавме, но поради X причини да не навлегуваме за да навредиме некој, значи малце ни наштетија некои работи, што не ќе да влеземе прва лига, значи лани заслужувавме, така да ова година ќе дадеме се од себе, ама мислам дека сме подобар квалитетен клуб од Вардар моментално. Од финансиски аспект, кажеме, втора лига е формирана, гледаме дека клубовете се мачат и од финансиски аспект е тешко. Како видите финансиски стоите и како, ако влезете во таа прва лига, ќе може финансиски да стоите, да располагате? Па вака, искрено да ви кажам, немаме ние ни еден официјален спонзор, се од што го заработвам јас лично како тренер и како собственик на клубот. Имаме, не знам дали сте запознати, работиме со машки дечиња, имаме и женски, значи имаме доста добра школа, се надпреваруваме во сите лиги, играме со кадетки, младенки, со сениорки, играме во детска лига со машките од 2011 до 2016 генерација, тоа се 7 генерации, каде под ФФМ таа лигата, се надпреваруваме и сите тие пари што ги заработам, наречам, самиот ги финансирам во клубот. Немаме никој што ни помага. Единствена што ни помага е пекара Филип, тие за јадењето се, на другите искрено никој ништо не има помажено. Се бориме и мислам дека со тие работи мора малце да се сменат, да го крениме тој рейтинг, да речем, за женскиот фудбал, некако не се заинтересирани спонзорите да вложат, не знам зошто, дали не осеќат како помалце подобри од машките, но еве ние можеме да докажеме и со многу, еве јас ги повикувам сите спонзори да дојдат да гледат нашата екипа како игра, па да видат дека не е само фудбалот, само машки спорт, дека е и женски. Од аспект на терените кажавме лоши терени, не само во женскиот фудбал, тоа е лоши и во прва фудбалска лига, камоли пак во втора. Вие како стоите со тие терени? Ние вака, ние играме на Павел Шатев, тој е добар терен, ама искрено многу е презафатен и кај нас, и искрено многу сум разочаран од сите. Зошто? Бидејќи немаме искрено правилни терени, како што гледате, овој не е доволно голем и широк за да ги задоволи тие критериуми. Во многу стадиони нема струја, нема ВЦ, нема основни работи за женски фудбал, а цело време прогледваме низ прсти, што според мене не е во ред. Ами ќе речат, нема да игра ако не она. Ќе се направи услови така да ќе се казни секој клуб, и ние ако не ги задоволваме, и мене нека ме казнат за тие работи, сум секојаш да се најди најдоброто решение. Од тука мислам дека треба да потегне малце и ФФМ, значи во општините да му нареди малце дека женскиот фудбал малце и на повисоко ниво и дека треба да му се сугерира да имаме ние предност пред другите помали екипи што се или што играат во детска лига.
Видовме дека ЕТФ потегна некој потек со тоа ребрендирање на таа прва женска фудбалска лига. Може ли тоа да кажеме првично кај првата лига да се подигне на некој начин, првата лига да добие некој степен интензитет на квалитет, на промоција, на медиумска застапеност, а поболека тоа се префрли и во втората лига, или сепак, ајде да кажем, е многу малце капка во морето за да се подобри женскиот фудбал во Македонија? Искрено е капка во морето, но го поддржувам тој, браво што почна еве од негде да почнеме, и најголема благодарност до тебе кој секогаш еве наоѓаш време за да дојдеш и да и за нас и за другите. Значи ние треба да ги поттикнеме чупињата со вакви работи. Значи малце поќе да има реклама за женски фудбал. Луѓето не се запознаени сите како изгледаат женскиот фудбал. Сите го сметат дека е многу. Во ред стварно има некои, да речам, полесни надпревари, ама има и дерби надпревари кај што стварно да ти е кеф да ги гледаш чупињата. И мислам дека треба поќе да се на тоа да се работи на реклама за женски фудбал. Кажавме Атлетико ќе се бори за враќање во првата лига во таа фудбалска елита. Ако успеете да се обезбеди пласманот во првата лига, што Атлетико може да очекуваме како јавност, но и самите и подржувачи? Ќе има ли засилување, ќе се работи ли на подобар буџет, ќе се работи ли на некои други реорганизации, бидејќи знаеме првата лига нели има многу поголем квалитет, треба и многу повеќе финансиски средства, подобри противници, подобри квалитетни надпревари, и сето тоа ќе значи дека ќе треба некоја подобра реорганизација со цел клубот во првата сезона да го избори станокот. Па искрено да ви кажам, ние како клуб, јас како собственик на клубот, мојата задача е да вадам што повеќе млади играчи. Јас и за тоа го оформив клубот, сакам да работам со многу млади играчи. Екипата е 90% од Битола, така да планираме некои од Битола играчи да се ги вратиме што ни се во надвор од клубот и од градот, и со тие заселувања да одиме. Мислам дека и сега имаме доволно квалитетна екипа да бидеме кон средината на табелата, што така да нема да брзаме многу со тие работи, и секојаш ќе гледаме да бидат заселувањата млади играчи, и за да можат да го понесат товарот со млади категории. Ние и друга работа, значи не знам дали заприметивте, и сега моментално ја имаме најмладата екипа. Значи ние сакаме да играме со млада екипа и тоа ни е приоритетот. Кој ќе дојде еден ден да одиме на прво место и за прва лига, ќе дојде, тоа ве уверувам, за 2-3 години сигурно. Ќе видите каква екипа ќе направиме и ќе докажам дека можеме со само битолски играчи да бидеме на врвот на табелата и во прва лига. Значи се работи на ваш производ, на ваши фудбалери. На наш производ, да, стрикно само за тоа, оти мислам дека имаме доста квалитет. Јас можам сега, ајде пак ќе биде да не биде како навредување, ама многу играчи играат од мојата школа што биле излезени и се главни играчи во тие екипи што претендираат за првото место. И рачунајте се 3-4 такви да вратиме, и тие веќе се поискусни, веќе се добива многу на квалитет екипата. А и тоа ќе пробам да го направам. Каков е интересот во Битола кога станува збор женскиот фудбал? Пред се од девојчињата од она најмала возраст. Има супер, не знам како пред што ви кажав, имаме и детска лига играме. Јас моите чупиња играт и со машките во детска лига од 2011 до 2016, имам девојчиња, значи околу 80 чупиња имаме од сите категории. Искрено не е за фалење, но стварно имаме многу девојчиња кои тренират и играт на тие и турнири и детска лига во ФФМ. Еве можете да видите вие на Next Level турнирот, на другите турнири сега да одиме, и застапени сме само ние единствена екипа со женски што игра. Значи се гледаме на Next Level турнирот за 2 месеци. Да. Океј, благодарам многу за ова гостување, да речем импровизирани услови овде на стадионот во Насоба Раклич во Радовиш. Почитувани гледачи, ова беше Никола од фудбалскиот клуб Атлетико во рамки на она 8 коло од втората македонска фудбалска лига. Ви благодарам. Супер, фала.